финалето ќе биде оној кој што ќе има 15 поени, а и по едно-два разлика. Што значи дека не се игра на време и затоа ајде да аплауз за двете екипи кои што влегува во финалето. А тоа се ПК6 и Клуб Платинум. ПК6 се во портокалово, а Клуб обратно. ПК6 се црвените, а портокаловите се Клуб Платинум. Инаку покровители на оваа манифестација се Општина Струмица и градоначалникот Зоран Заев. А подпомагачи Клуб Платинум кафе Волк и Фани Скопско пиво. Аплауз за Трајче Николов и 1:1. Да ги видиме и составите на двете екипи. Тоа се Јовов Страшо, Николов Трајче, Озунов Петре и Смилков Круме. А за ПК6 настапуваат Куртович Бранко, Костуранов Душко, Котев Столе и Димитриев Аце. Инаку да кажем дека има исто така и диплома за најдобриот и најкорисниот играч на овој турнир. Така наречена MVP. Значи, оние кои што ќе се пласираат, односно ќе се победници на овогодишниот турнир Стрит Баскет 2011, исто така добиваат и вечера од Пицерија Пинда. Богато искуство Пицерија Пинда доделува вечера за прво пласираните. Сторанов инаку е еден од претендентите да ја освои MVP наградата ако победи составот на ПК6. А од другата екипа тоа е Трајче Николов.
црвените се БК6, а портокалови се клуб Платинум. Резултатот е 3:2. Сепак е 2:2, има грешка. Сепак резултатот 3:2, проблеми тука за песничка маса. Еве корекција од судијата Васко Пилјафов. Изравнување 3:3. Да кажеме дека играат до 15 поени, но доколку имаат нормално 2 поена разлика над противникот. Едно прашање се уште не ми е јасно, зошто Бране Куртовиќ игра против другарите? Добив информација дека другарите не сакале да го повика. Душко Костуранов, тој е најдобриот според мене на овој турнир. Имам информација од менаџерот на клуб Платинум Круме Смилков дека доколку изгуби неговиот тим од БК6, Бране Куртовиќ повеќе нема да влезе во Платинум. Станете фанови на призорни мајци. 14:8, доколку сега погоди клуб Платинум, тие ќе бидат првопласираните. Со тука да е Трајчевик Молов, да видиме. Меѓуто, слободно фрлање за победа. Ајде, аплауз за Трајчевик. Дали ќе реши ова, ќе го реши ова финале. Браво, Платинум се победниците на Стрипак 2011. Сега останува задоволувањето на наградите, се молат сите да не влегуваат на теренот.